Добро вечер, вести на Канал 8. Симеон Михајлов, кој во судскиот процес детонатор, беше осуден на доживотен затвор поради обидот за убиство на кочанчанецот Драганчо Стоименов, се наоѓа во притвор во Италија, информира академик МК. Македонските власти чекале на негова екстрадиција. Од Македонското министерство за правда за академик велат дека барањето за неговата екстрадиција до властите во Италија е пратено уште во август оваа година. Исто така, нашето министерство се уште нема добиено одговор од Италијанското министерство за правда во однос на постапките за екстрадиција. Михајлов беше осуден во судскиот процес детонатор на доживотен затвор поради обидот за убиство на кочанчанецот Драганчо Стоименов. Тој доби уште 2 затворски казни, 4 години за злосторничко здружување и уште 3 години за насилство. Во прв степен е виновен како член на злосторничка група која се занимавала со криминални дејствија во Источна Македонија. Државни знамења се уште стојат по столбовите за јавно осветлување низ градот. Иако нема прослава на значаен датум поврзан со националната историја или со религиското празнување, тие се уште потсетуваат на нечии пропуст. Покрај новогодишните украси, дел од столбовите за јавно осветлување во градот дополнително се накитени со државни знамиња. Останати се од последното празнување на Свети Климент Охридски, што годинава беше на 8 декември. Денот што се славеше како државен празник беше причина да се истакнат и националните знамиња како обележие на прославата. Иако дел од нив по празнувањето беа отстранети, на некои улици се уште е забележливо дека се веат од столбовите и ги збунуваат граѓаните. Предпразничната новогодишна атмосфера може би била причината за овој пропуст на одговорните во локалната самоуправа, но крајно време е државниот символ да биде отстранет. Невообичаено би било да се чека на друг државен празник за знамињата да се вклопат во амбиентот. Од друга страна, атмосферските влијанија во текот на овие зимски денови веројатно ќе влијат и на уништување на дел од заборавените знамиња, што не е соодветно на еден од символите на нашата државност. Во основното училиште Малина Попиванова беше пуштена во употреба новата училница наменета за учениците со посебни образовни потреби, донација на Ротари клубот од Кочани. Се јавуваат иницијативи за понатамошно подобрување на условите за оваа категорија ученици. 17 ученици, колку што во моментов брои паралелката со посебни образовни потреби, од сега ќе имаат многу поквалитетни услови за следење на наставата. Во училиштето Малина Попиванова беше пуштена во употреба неодамна адаптираната училница, донација на Ротари клубот од Кочани. Би сакал да кажам дека сум среќен дека овие дечиња сега мислам ќе имаат услови кои се многу подобри од порано да престојуваат, да се школуваат и да кажам пола ден го поминуваат во ова училиште. И исто така денеска го добивме тоа, ние добивме еден подарок, не само тие, а тоа е нивната насмевка и сакам да им посакам успех и во следната година и многу години потоа во школувањето, во животот воопшто. Проектот најавен пред 20 на дена денеска има својата реализација, рече директорот на Малина Попиванова Ивица Цимбалевиќ, заблагодарувајќи се на Ротари за донацијата. Како што спомна председателот на Ротари клуб, една насмевка, едно задоволство кај учениците. Се надевам дека ова здружение Ротари клуб ќе продолжи со своите активности и во ова училиште пак и во другите институции каде што има потреба. Уште еднаш голема благодарност до Ротари клубот Кочани. Новата училница ќе овозможи полесен пристап за лицата со отежнато движење и ќе обезбеди поголемо количество дневна светлина за разлика од досегашната. Уште поважно, ќе ги задоволи стандардите за квалитетно изведување на наставната програма. Условите во кои учеа овие ученици беа под стандардите и за самите ученици и за наставниците кои ја спроведуваат наставниот план и програма за учениците со посебни потреби, просторните услови се во сега се идеални за овие ученици, така да мислам дека и нивното чувство и присутност во училиштето ќе биде со многу позитивен осеќај. Ротари клубот дополнително преку интернационална соработка се заложи за изградба на нов училишен влез и пристапна рампа. Менаџментот на училиштето пак прави напори со помош на бизнис секторот во новата училница да обезбеди LCD проектор и други потребни реквизити. Месецов по повод денот на лицата со хендикеп и локалната самоуправа за децата со посебни образовни потреби донираше скромен пакет училишен материјал. На Правниот факултет во Кочани се одржа свеченост по повод доделувањето на дипломите на студентите кои го завршија првиот циклус од студиите.
Пред присутните студенти и гости поздравно обраќање имаше деканот Јован Ананиев, кој им ги врачи дипломите на младите правници. 75 дипломи им беа доделени на исто толку студенти кои го завршија студирањето во првиот циклус на правниот факултет во Кочани. Тие дипломираа на 5-годишната правосудна насока, како и на 3-годишните студии за јавна администрација, применета политика и дипломатија и новинарство и односи со јавноста. На свеченоста што се одржа во амфитеатрот во Домот Асном, присутните дипломци, нивните роднини и граѓаните ги поздрави деканот на факултетот Јован Ананиев, при што препорача младите правници да не застанат на овој степен на образование, туку своето знаење постојано да го надградуваат. Студентите беа пресекни што го завршиле првиот чекор од високошколската надградба, со надеж дека ги чека успешна кариера. Многу сум задоволна, уште како мала, бев мотивирана да се запишем на овој факултет. Многу сум среќна што завршив на време и се надевам дека со тек на времето ќе се снајдам и за вработување. Веќе продолжив, се запишав на втор циклус студии. Многу сум задоволна и очекувам и со тоа да завршам. Оваа генерација студенти го даде и вториот дипломец од ромската етничка припадност на правниот факултет во Кочани. Студирам 3 години 6 семестри и завршив, се стекнав со стручен назив, дипломиран правник во насока јавна администрација. Посебно задоволство ми е како ром сум дел од ова свечено доделување на дипломите во правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев и знаеме дека бројот на роми е многу мал со високо образование и јас сум меѓу првите дипломирани правници во Кочани од ромите. Според деканот на правниот факултет Јован Ананиев, на завршените студенти им е овозможено да го продолжат образованието и на втор, а наскоро и на трет циклус студии. Во март месец на патрониот ден на универзитетот ќе имаме втор дел на доделување на дипломи кога ќе бидат доделени, односно промовирани и магистрите на правни науки во 3 насоки, тоа се правосудна, јавна администрација и применета политика и дипломатија. Од 2014 година ќе го отпочнеме процесот на акредитација, кој што е доста сложен процес на акредитација на трет циклус на докторски студии и се надевам дека ќе бидеме акредитирани како институција, односно студиска програма и соодветно на тоа и акредитиран ментор за трет циклус на студии. Посвеченоста, дипломираните студенти со заедничко фотографирање и традиционалното фрлање на капите го означија почетокот на својата идна академска кариера. Проектот Градинка од 21. век ќе се реализира во рамките на програмата Форуми во заедницата. Така одлучија граѓаните на Виница на форумската сесија што се одржа во вторникот. На петтата форумска сесија, работните групи во рамки на проектот Форуми во заедницата имаа можност да гласаат за 3 од претходно селектираните 6 проекти. Трите проекти, Градинка од 21 век, подобрување на условите во училиштата и подобрување на терените за спорт и рекреација, беа понудени како комплетни со документација и финансиска конструкција од страна на програмскиот одбор на ЦИРА. Најмногу гласови по работни маси, 28, освои проектот Градинка на 21 век. Вториот проект за подобрување на условите во училиштата освои 20 гласа, а проектот за спортските терени 18. Со средствата што се планирани во рамките на програмата Форуми во заедницата во висина од 2.800.000 денари ќе се изврши проширување на трите постоечки занимални во детската градинка Гоце Делчев од Виница. Исто така тие комплетно ќе се опремат со што ќе се создадат услови за сместување на поголем број деца. Во рамките на комплетната финансиска конструкција, половина од средствата или 1.400.000 денари ги обезбедува општина Виница и детската градинка. Проектот наречен Сочитање до лидерство се реализира меѓу најмладите ученици од училиштето Свети Кирил и Методи во Кочани. Преку игра и забава, децата се мотивираат да ги подобрат своите вештини во наставниот процес. Децата од прво до трето одделение се вклучени во проект за подобрување на јазичните и математичките вештини, што го спроведува Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор. Финансиската поддршка за негова реализација ја обезбедува Американската агенција за меѓународен развој, USAID, како дел од компонентата за вклучување на семејствата и заедницата преку проектот Сочитање до лидерство.
Опфатени се 20 пилот училишта во државата, меѓу кои и основното училиште Свети Кирил и Методи од Кочани. Низ игра и забава со актерот Гораст Цветковски, учениците беа поттикнувани сами да читаат и да пресметуваат, затоа што целта е да им се покаже дека тоа можат да бидат и забавни активности. Врз основа на резултатите што ќе се добијат од реализацијата на проектот во пилот училиштата и натаму ќе се работи на подобрување на активностите кај најмладите. Пораката што ја добија кочанските ученици е дека математиката и мајчиниот јазик се многу важни вештини, но не само што можат да ги научат во училиштето, туку и надвор од него, односно во секојдневниот живот, во контактот со родителите и другарчињата. Обновата на документацијата од областа на социјална и детска заштита стартува од 1 јануари. Информираат од Центарот за социјални работи Кочани. Сакам да ги информирам исто така сите наши граѓани дека обновата на документацијата од областа на социјалната и детската заштита, односно на документацијата за посебен додаток, за детски додаток, за родителски додаток трето дете и родителски додаток четврто дете почнува од 1 јануари, од 1.1.2014, заклучно со 31.3.2014. Значи потребно е да само барање да поднесат, да дојдат во просторите на ЮМЦСР Кочани и да поднесат барање за обнова на документацијата. Секторот за внатрешни работи Штип, честитајќи им ги на граѓаните новогодишните и божитните празнични денови, а имајќи ги во предвид фактот дека пред и за време на истите, од страна на граѓани неовластено се врши продажба и се употребуваат пиротехнички производи, петарди и други пиротехнички производи, при што доаѓа до нарушување на јавниот ред и мир и загрозување на безбедноста, а може да дојде и до предизвикување на тешки последици по здравјето и телото, повреди и самоповредување, ги известува граѓаните дека неовластената продажба и употреба на пиротехнички производи е казнива согласно член 31 од Законот за прекршоци против јавниот ред и мир и член 69 од Законот за заштита од експлозивни материи. Исто така, имајќи ги во предвид дека по повод празниците се очекува зголемена раздвиженост на возила и пешаци, прослави и друг вид на забави, кога доаѓа до прекумерна употреба на алкохол, која е најчеста причина за нарушување на јавниот ред и мир и предизвикување на сообраќајни незгоди, препорачуваме на сите граѓани да не управуваат моторно возило кога се под дејство на алкохол, а кога учествуваат во сообраќајот, тоа да го прават крајно внимателно, почитувајќи ги сообраќајните правила и прописи, особено имајќи ги во предвид временските услови во овој период од годината, кога има опаѓање на температурата, врнежи од снег, голомразица и лизгав коловоз. Секторот за внатрешни работи Штип ќе ги превземе сите мерки за безбедност, но ги повикуваме граѓаните, пред да ги напуштат своите домови, поради забави, прослави и слично, да ги превземат сите неопходни мерки за заштита на истите од кражби и тешки кражби, како што се заклучување на влезните врати, вратите од терасите, балконите, гаражите и подрумите, а во случај на подолго отсуство од домот да ги остават внатрешните и надворешните светла. Се вели во соопштението од Секторот за внатрешни работи Штип. На општо разочарување, турнирот во футсал за помош на малиот Петар го посетија само 100 гледачи. Сепак, граѓаните и понатаму може да се приклучат кон неколкуте акции за помош. Кочанци не го положија испитот по хуманост. Хуманитарниот турнир во мал фудбал што го организираа партиските подмладоци во спортската сала под мотото да му помогнеме на малиот Петар Николов го посетија од 200 гледачи.
Продадени беа вкупно 135 влезници по цена од 50 денари, собрани околу 8.000 денари и дополнително околу 1.400 пропуштени во поставената кутија на хуманост. Благодарност до сите што дојдоа, значи наплаќавме карти по 50 денари, символично, но сепак да дигнеме свеста кај граѓаните, затоа што треба да се покажеме, да бидеме тука кога највеќе сме потребни. Граѓаните и понатаму можат да се приклучат кон неколкуте акции за помош на малиот Петар што се реализираат паралелно. Овде не застануваат ниту младите сили на политичките ограноци. Посетевме овие денови повеќе фирми од Кочани, оставивме жиросметка, се надеваме на добри резултати, се надеваме дека ќе ја покажат и приватниот сектор својата хуманост како вие денес. Што се однесува до надпреварувачкиот дел, турнирот го освои екипата на ВМРО Народна, соватувајќи го во финалето ВМРО ДПМН со 5:2. Во полуфиналето ВМРО Народна го елиминираше СДСМ по изведувањето на пенали со конечен резултат 6:5, додека ВМРО ДПМН го совлада Гром со 6:0. Тоа беше последната информација во овие вести на Канал 8. Ви благодариме за вниманието. Од мене, пријатно.